Добро вечер. Хронично обструктивно белодробно заболување е темата на вечерашното издание на емисијата Живе и здраво, која на К1 телевизија се емитува во 19 часот во вторник. Тоа е, впрочем, и премиерното издание. Што представува ХОБ, кои се симптомите и како се лекува начинот на третман на оваа болест? На овие прашања вечерва одговор бараме од нашиот и ваш гостин, доктор Илија Нешковски, интерниста од специјалната болница Филип II. Пред да го поздравам вечерашниот наш и ваш гостин, само да ве потсетам дека и вечерва, доколку имате било какви прашања поврзани со оваа тема, 0432306990 е телефонот на кој што можете да не побарате. Докторе, добро вечер и добре дојдовте во К1. Добро вечер и добро ве најдов. Така, ќе проговориме за хроничното обструктивно белодробно заболување. Што представува ова? Па добро, хроничната обструктивна белодробна болест се дефинира како едно хронично воспалително заболување на дишните патишта, кое што се карактеризира со намалување на луменот на дишните патишта, меѓутоа се карактеризира и со обструкција на протокот на воздух на дишните патишта, кој што најчесто не е целосно реверзибилно. Оваа обструкција на дишните патишта во случајот на хроничната обструктивна белодробна болест е најчесто проследена и со инфламација на слузницата на дишните патишта. Во модерната медицинска литература, хроничната обструктивна белодробна болест обично се споменува како еден чадор термин, кој што во себе содржи два клинички ентитета. Тоа се хроничниот бронхит и емфиземот. Што се однесува до патофизиолошкиот механизам на појавата на воспалението кај хроничната обструктивна белодробна болест, за разлика од респираторните инфекции кои што се предизвикани од бактериски или пак од вирусни агенси, во основата на механизмот на појавата на хроничната обструктивна белодробна болест стои еден абнормален одговор на белодробната слузница и создавањето на така наречените медиатори на воспалението, кои што се создаваат на местото на воспалението како последица на иритирачките фактори. Тука пред се подразбира димот од цигарите и евентуално штетните агенси кои што настануваат како последица на аерозагадувањето. Така. Додека се подготвував за емисијата, прочитав податоци во кои се вели дека во некои научни студии во повеќе земји е утврдено дека оваа болест ја добиваат повеќе луѓето кои што живеат во урбаните, за разлика од овие во руралните средини. Да. Добро, според податоците кои што ги добиваме од Светската здравствена организација, хроничната обструктивна белодробна болест представува една тивка епидемија на 21. век. Според статистиките на Светската здравствена организација, повеќе од 3 милиони жители годишно умираат како последица на хроничната обструктивна белодробна болест, додека пак повеќе од 600 милиони жители боледуваат од оваа болест, а 50% од нив немаат поставена диагноза или воопшто не се ни свесни дека боледуваат од оваа болест. Тоа е најчесто случај кај пациентите кои што се во некој ран лесен стадиум на болеста. Така. Колку е честа појавата на ХОБ заболувањето? Да, значи ова заболување според статистиките на СЗО значи представува четврт најголем причинител на смртност во светот, веднаш после кардиоваскуларните заболувања и акутните респираторни заболувања. Така. Во однос на тоа кој повеќе заболува од хронично обструктивно белодробно заболување, мажите или жените? Така, тоа е интересно прашање, затоа што досега се сметаше дека оваа болест на некој начин е условно кажано резервирана за машката популација. Овие тврдења воглавно базираа на статистиките кои што јасно укажуваат дека пушачките навики се нормално повеќе застапени кај машката популација. Меѓутоа, поновите студии покажуваат дека е поголем ризикот за појава на хронична обструктивна белодробна болест кај жените пушачи.
Сега пак овие студии се подкрепени со две различни теории. Првата теорија која што вели дека жените се повеќе предиспонирани за појава на хронична обструктивна белодробна болест заради вкупниот капацитет и вкупната големина на респираторниот систем, и тоа го поврзуваат со фактот дека помала количина на штетни агенси се потребни за да го предизвикаат симптоми на ова заболување кај жените. Втора нова теорија е дека постои тесна поврзаност со естрогените, женски хормони и зголемување на инциденцата на појава на хронична обструктивна белодробна болест кај женската популација. Така. Дали доколку пациентот не е пушач, може да заболи од ова заболување? Така, да. Значи, тоа е исто интересно прашање и прашање на дебата, бидејќи статистиките велат дека не секој пушач заболува од хронична обструктивна белодробна болест. Меѓутоа, исто така постојат статистики верификувани кои што покажуваат дека дури 85% од пациентите кои што боледуваат од ХОП има или се активни пушачи, или имаат историја за пушење. Така. Во однос на возраста, на која возраст најчесто се добива ХОП? Што се однесува до возраста, мора да потенцирам дека постои директна корелација помеѓу времетраењето на експозиција на штетните агенси и појавата на ова заболување. Токму затоа ова заболување се јавува најчесто во средната возраст, негде помеѓу 40 и 50 годишната возраст. И овој податок усвари ни е исклучително важен во медицинската пракса за поставување на диференцијална дијагноза помеѓу хроничната обструктивна белодробна болест и другите заболувања кои што имаат слична клиничка презентација. Тука во прв ред се мисли на астмата, бидејќи е најтешко да се разграничат симптомите на овие две заболувања. За разлика од хроничната обструктивна белодробна болест, првите клинички симптоми кај астмата се јавуваат во раното детство. И тоа ни е сигурен показател да исклучиме диференцијалната дијагноза, односно да ја поставиме диференцијалната дијагноза помеѓу овие две заболувања. Кога веќе ја споменавте астмата, може ли пациент кој што има астма да добие и ХОП? Секако дека има, и искрено таа комбинација на овие две заболувања е исклучително тешка. Значи, тоа се две заболувања кои што имаат слични симптоми, меѓутоа она што особено загрижува кај овие пациенти, што кај нив значително е зголемен процентот на екзацербирачки епизоди, односно епизоди на влошување на болеста, кои што одат со една мешана манифестација, манифестни симптоми од двете заболувања. Исто така е значаен клинички проблем да се стави под контрола болеста односно да се стават под контрола двете заболувања кај овие пациенти. Така. Кога сме веќе кај ризик факторите, го споменавме пушењето. Кои се други ризик фактори или пак кои се причините да настане ова заболување? Секако постојат повеќе ризик фактори за појавата на хроничната обструктивна белодробна болест, како што веќе кажавте, пушењето е еден од водечките фактори за појавата. Или причина број 1. Да, или причина број 1 за појава на хроничната обструктивна белодробна болест. Меѓутоа, тука како важен фактор се споменува и професионалната експозиција на штетни агенси, особено кај индивидуите кои што работат во индустријските гранки. Во поново време се популарно станува и аерозагадувањето. За аерозагадувањето постојат студии кои што со сигурност тврдат дека представуваат еден значаен ризик фактор во појавата на екзацербирачките епизоди кај пациентите со ХОП. За аерозагадувањето малку подоцна ќе преговориме. Ајде сега за симптомите. Кои се симптомите? Како да препознаеме дека имаме ХОП? Па да, хроничната обструктивна белодробна болест има една типична клиничка презентација. Еден од најзначајните, најпрепознатливи симптоми е хроничната кашлица која што се јавува кај овие пациенти. Таа може да биде сува или продуктивна, да биде проследена со еден густ леплив секрет, кој што е препознатлив за овие пациенти. Меѓутоа, има и други придружни симптоми кои што се важни, особено во понапреднатите стадиуми на болеста.
Тоа е диспнејата, односно отежнатото дишење кај пациентите и заморот кој што во понапредните стадиуми на болест се јавува дури и при најлесната физичка активност. Во одминатите стадиуми на болест има и други клинички симптоми кои што се појавуваат, како што е периферната цијаноза, централната цијаноза, појавата на така наречени барабанести прсти или стаклести ногти, и како финален стадиум доаѓа појавата на така наречениот кор пулмонал или пулмонално срце. Тоа е една состојба која што се појавува како последица на хипертрофија на срцевиот мускул на десната комора, а пак таквата хипертрофија се јавува како последица на зголемен притисок во пулмоналната циркулација. Така. Може ли да се јави некаква болка во градите или во грбот? Дали е тоа исто така еден од симптомите или пак исклучена е таа можност? Не, можноста не е исклучена, значи секако во диференцијалната дијагноза влегуваат и кардиоваскуларните заболувања затоа што симптомите на диспнеа, симптомите на изразен замор при најмала физичка активност и симптомите на неспецифична градна болка се симптоми кои што се во поврзаност со кардиоваскуларните заболувања и во тој случај може да биде предизвик поставувањето на диференцијалната дијагноза, иако градната болка не е многу чест симптом како појава, или пак типот на градна болка се разликува од оној кај пациентите кои што имаат типична ангинозна болка. Така. Според податоците на Светската здравствена организација, ова заболување бележи пораст. Веројатно и Македонија не е некаков исклучок. Каква е состојбата во Македонија? Па да, како што напоменав претходно, статистиките со кои што излегува Светската здравствена организација се навистина загрижувачки. Статистиките укажуваат на тоа дека ова заболување представува еден тип на тивка епидемија на 21. век. Огромни се бројките со кои што настапува Светската здравствена организација. За жал во Македонија официјална статистика, прецизна статистика се уште нема, меѓутоа се претпоставува дека бројот на заболени од ХОП изнесува негде повеќе од 101.000, што се однесува па до морбидитетот и морталитетот од ова заболување. Се смета дека процентот не се разликува значајно од оној што е зацртан во светски рамки. Така. Го споменавте аерозагадувањето како еден од ризик факторите. Ајде малку да проговориме за самото аерозагадување. Што е она што најмногу влијае? Тука го имаме чадот, имаме смог, имаме PM10 честички. Еве ние како место во кое што до пред некоја година имавме и топилница, истата не работи, меѓутоа имаме и голема згура таму во близина на топилницата која што еве ветерот ги ја разнесува низ самиот воздух, па дали може би сето тоа има некакво влијание за зголемен број на ова заболување? Па да, секако дека аерозагадувањето е во тесна корелација со појавата на хроничната обструктивна белодробна болест. И она што навистина загрижува е дека досегашните студии најчесто укажува на податок дека аерозагадувањето е само причинител на акутните екзацербирачки епизоди кај пациентите кои што веќе боледуваат од ХОП. И најчесто советите од лекарите и вкупно советите во јавноста беа насочени кон пациентите кои што веќе имаат дијагностицирана хронична обструктивна белодробна болест, нападствијата да не излегуваат во периоди кога аерозагадувањето е високо или на високо ниво, се однесуваше воглавно на индивидуи со дијагностицирано заболување. Меѓутоа, новите студии покажуваат, една од новите студии да речеме, покажува дека експозицијата на аерозагадувањето може значајно да ја зголеми инциденцата на појава на хронична обструктивна белодробна болест кај
условно здрави пациенти кои што имаат предиспонирачки дополнителни ризик фактори, како што е случај со пушачите или како што е случај со индивидуите кои што се професионално експонирани на штетни агенси. Така. Се говори и дека рударите се исто така подложни на ова заболување. Кои се ризиците кај нив? Па да, постојат повеќе гранки кои што се на некој начин предиспонирани или кај кои што постои зголемен ризик фактор. Рударската индустрија, да, секако спаѓа во таа група. Јас претходно напоменав во индустријските гранки, меѓутоа рударството, да, и тоа како бележи, како да кажам, и тоа како представува ризик фактор за појава на овој тип на заболувања. Она што се советува кај пациентите кои што се професионално експонирани е првично да се превземат заштитни мерки, најчесто базираат на користење на заштитна опрема при извршувањето на работните задачи, меѓутоа кај пациентите кај кои што веќе има дијагностицирана болест која што не е во напреден стадиум, најчесто им се советува или промена на работното место или прекин со работата, бидејќи континуираната експонираност на штетни агенси може да доведе до значајна прогресија на болеста, односно прогресија на стадиумот на заболувањето. Така. Тука е и хемиската индустрија, колку таа негативно влие на ова заболување и дали луѓето кои што работат во хемиска индустрија имаат висок ризик фактор да заболат? Секако и дека и индивидуите кои што работат во хемиската индустрија се предиспонирани за заболувања за да заболат од некој респираторно заболување. Меѓутоа се добива впечаток, барем мојот впечаток е дека во хемиската индустрија малце повеќе се води сметка за користењето на заштитната опрема, за превземање на превентивни мерки и така натаму. Така. Како се поставува дијагнозата за хроничното обструктивно белодробно заболување или болест? Да. Добро, поставувањето на дијагнозата на хроничната обструктивна белодробна болест базира на неколку параметри. Еден од базичните параметри ни е клиничката анамнеза, една од најстарите алатки во медицинската пракса. Значи, она е исклучително важна, бидејќи преку анамнезата добиваме значајни податоци за евентуалните ризик фактори кои што постојат кај пациентите, особено кај пациентите кои што имаат историјат за пушачка навика, кои што долго време се пушачи, кај пациентите за кои што ќе добиеме податок дека се професионално експонирани на одредени штетни агенси. Меѓутоа, има и една категорија на пациенти кои што страдаат од ова заболување како последица на генетска аномалија, односно како дефицит на алфа-1 антитрипсин. Ова категорија е особено интересна во последно време со оглед на прогресијата на генетиката, развојот на генетиката и со оглед на прогресијата на генетските испитувања во целина. Тоа е тоа што... Така. Ја споменавте генетиката. Колку лабораторијата за генетска дијагностика во Филип II може да помогне за откривање на евентуална можна развивање на оваа болест кај пациент кој сака да направи генетско испитување за себе? Апсолутно мислам дека се во можност да направат такво испитување, затоа што оваа гранка е релативно нова кај нас, меѓутоа навистина фасцинира податокот колку нови морбидни состојби пациентите, колегите успеваат да откријат или да откријат генетска предиспонираност за многу заболувања. Верувам дека и недостатокот на алфа-1 трипсинот е една од генетските аномалии со која што
они се бават и дека може да постават диагноза на ова заболување. Така. Доколку станува збор секако Јасно. за недостаток на алфа Така. Доколку на пациентот му се каже дека има предиспозиции да добие хронично обструктивно белодробно заболување, што е она што вие го препорачувате на пациентот на кој што веќе тоа му е кажано? Оно што би го препорачале нормално е превенцијата. Превенцијата секако базира на редукција, односно исклучување на можните ризик фактори, секако тие кои што може да се превенираат, например пушењето или пушачката навика е еден од тие ризик фактори на кои што пациентот директно може да влијае. Исто така таков случајот е со професионалната експозиција на штетни агенси, каде што им се советува на пациентите да користат заштитна опрема при работата или евентуално доколку се во некој понапреднат стадиум на болеста да евентуално направат промена на работното место или пак да го напуштат работното место. Така. Што е она што треба пациентите да го прават доколку еве им се диагностицира ХОБ, какви лекарства треба да примаат, колку време треба да ги примаат, дали може да се излекува оваа болест или таа ја носиме до крајот на животот? Па добро, во основа хроничната обструктивна белодробна болест, како што кажува и самото име, едно хронично прогресивно заболување, за кое што за жал се уште не постои дефинитивна медицинска стратегија за дефинитивно излекување на ова заболување. Меѓутоа сепак постојат стратегии кои што воглавно базираат на подобрување на квалитетот на животот на пациентот, редуцирање на влошувачките епизоди на ХОП кај пациентот, подобрување на вкупниот животен стил во смисол подобрување на физичката кондиција на пациентот и секако во крајна линија се гледа како параметар подобрување на преживувањето кај пациентите со ХОП. Од вашето лично искуство еве во работењето во специјалната болница Филип II, иако сепак е насочена кон кардиолошките проблеми на граѓаните, дали сте се сретнале со ваков случај или па може би човек кој што има кардиолошки проблеми дополнително го има и ова? Да, во секојдневната пракса секако многу често се среќаваме со пациенти кои што имаат хронична обструктивна белодробна болест како коморбидна дополнителна состојба, а во основа имаат и кардиоваскуларно заболување. И за жал сакам да истакнам во досегашната пракса сме увиделе дека овие пациенти имаат значително поголем ризик за позитивен исход при кардиоваскуларните заболувања, иако досега кај нас успешно се третираат сите тие пациенти. Так. Што се однесува до медицинскиот третман, јас се извинам, мислам дека не успеав да го опфатам делот за медикаментозен третман на болеста. Мора се би сакал да истакнам дека постои широка палета во денешно време која што се користи во третманот на хроничната обструктивна белодробна болест. Базично во третманот на хроничната обструктивна белодробна болест се користат така наречените бронходилататори или бронходилататорни агенси, кои што се поделени во две подгрупи. Едните се краткоделувачки, другите се долгоделувачки бронходилататори. Нивната улога е да ја спречат обструкцијата на дишните патишта, односно предизвикуваат бронходилатација на дишните патишта и со тоа го подобруваат протокот на воздух низ дишните патишта. Се смета дека долгоделувачките бронходилататори имаат подобар ефект кај пациентите со хронична обструктивна белодробна болест. Втори агенси кои што се користат во третманот на хронична обструктивна белодробна болест се така наречените гликокортикостероиди, инхалациони гликокортикостероиди. Овие пак агенции имаат за цел да се справат со инфламаторната компонента на заболувањето. Како што кажав на почетокот, значи ова заболување го карактеризира две компоненти. Првата е бронхообструктивната компонента или стеснувањето на дишниот пат, втората компонента е воспалението на белодробната слузница. Гликокортикостероидите постојат во повеќе форми.
во поново време се користат инхалациони гликокортикостероиди, за кои што се смета дека имаат многу помалце нус ефекти од системски користените гликокортикостероиди или гликокортикостероидите користени ерос на уста. Сепак би сакал да истакнам дека водичите покажуваат дека долготрајна терапија со гликокортикостероиди се применува само кај пациентите кои што имаат чести екзацербации на заболувањето и кај пациентите кои што се наоѓаат во некој поодминат стадиум на болест. Така. Доколку пациентот навреме ја открие болест или на самиот почеток и е дисциплиниран, дали може да го спречи развојот на болеста во поголема некоја фаза или тука нема спречување? Секако дека може. Раната диагноза и раниот третман, раното започнување со третман на болеста се една од главните цели практично во клиничката пракса. Раната диагностика ни овозможува да практично рано се советува пациентот да ги избегнува ризик факторите кои што може да доведат до влошување на стадиум на болеста, меѓутоа и до рекурентни појави на екзацербации на болеста. Токму затоа превенцијата е една од главните компоненти на медицинскиот третман. Меѓутоа, исто така и раното започнување со медикаментозна терапија може да влијае врз контролата на заболувањето, односно да се одржи подолгорочна контрола на заболувањето. Така. Дали пак доколку малку подоцна се открие самата болест и имаме недисциплиниран пациент, може да се појават некакви други компликации по останатите делови од телото на човек? Воглавно недисциплинираните пациенти често страдаат од овие повторувачки влошувачки епизоди или екзацербации на болеста, кои што се и тоа како сериозни воопшто не се наивни, затоа што често бараат и хоспитализација. Појавата на екзацербација често знае да биде и драматична, да бара, како што реков, хоспитализација, оксигенотерапија и посериозни медицински третмани. Така да многу е редок, мал процентот на пациенти кои што не се придржуваат и тоа е добро за нас. Така. Рековме дека е тивок убиец и причина број 4 или 3 за смртност. Како четврти причинител се наведува за смртност, а тоа дека е тивок убиец и дека представува една тивка епидемија на 21. век секако стои, да. Така. Зошто се случува тоа? Мислите, зошто се случува таков фатален исход од оваа болест? се случува затоа што како што кажав, според мене првите манифестации на заболувањето доаѓаат за жал во поодмината фаза и токму затоа пациентите кои што се изложени на ризик факторите се до одреден степен комотни додека не дојде до појава на симптомите. За жал има и една прогресија на стадиумите на болеста, која што исто така овозможува еден своевиден комфорт кај пациентот, се додека симптомите не станат сериозни и додека не го засегнат квалитетот на животот на пациентите. Токму затоа мислам дека и расте инциденцата. Токму затоа и се поагресивните кампањи на глобално ниво кои што укажуваат на штетното дејство на директните ризик фактори, меѓутоа во последно време сме сведоци на се поголеми глобални кампањи за аерозагадувањето, затоа што аерозагадувањето станува се почесто спомнува на ризик фактор за појавата на овој тип на заболување. Веројатно се сеќаваме сите на жителите на Кина кои што излегуваа надвор со маски на така. Секако дека важни се превентивните прегледи и колку е важно навреме да се спречи сета оваа проблематика? Превентивните прегледи се секако важни, како што напоменав претходно,
Значајноста на превентивните прегледи е во тоа што прво обезбедуваат рана комуникација помеѓу пациентот и докторот, а тоа е една сигурност дека пациентот ќе биде навремено информиран за штетните последици од ризик факторите доколку ги има. Сепак ќе кажам, мислам дека зголемената инциденца највеќе базира освен зголемувањето на општата полуција, значи аерозагадувањето, хидрозагадувањето, мислам дека воглавно базира на тоа што пациентите се комотни се до еден стадиум кога симптомите ќе станат сериозни. Превентивните прегледи, превентивните активности на медицинските лица од типот на јавно информирање за ризикот кој што го носи пушењето, јавно информирање за ризиците кои што ги носат одредени професионални заболувања, јавните глобални кампањи кои што се водат во однос на спречувањето на аерозагадувањето, мислам дека играат многу важна улога во превенцијата на овие заболувања и мислам дека пополека почнуваат да даваат свој ефект. Што мислите колку лекарските прегледи кои што сега се задолжителни имаат позитивно влијание за рано откривање не само на ХОБ болеста, туку и покачен холестерол или покачен крвен притисок, хипертензија и така натаму, за порано да се превенира, за да не дојде до некоја тешка фаза на било која болест? Апсолутно дека играат своја улога. Прво затоа што во последно време функционалното тестирање на белите дробови или спирометријата е веќе една од установените... Ми се чини дека тоа е ново, ако не се лажам? Да, е нова појава во рутинските систематски прегледи. Така, во тие систематски прегледи. Да, меѓутоа е златен стандард во диагностицирањето на хроничната обструктивна белодробна болест. Кога станува збор за спирометријата, тоа е едно релативно едноставно испитување, при кое што се мерат два базични параметри, тоа е форсираниот експираторен волумен на пациентот и форсираниот витален капацитет. Значи, воглавно се мери соодносот на овие два параметри и засебно се мери форсираниот експираторен капацитет. Кај пациентите кои што боледуваат од блага форма на хронична обструктивна белодробна болест, се следи редукција на вредностите, на процентите практично на овие два параметри. Таа редукција на вредностите е прогресивна, така да во крајните стадиуми на болест бележиме значаен пат на процентот на форсираниот експираторен волумен, кој што изнесува во тешките стадиуми негде под 30%. Така. Сосема за крај, што е она што вие ќе го препорачате до нашите гледачи како да се заштитат од оваа болест? Па добро, моите совети се, како што напоменав и претходно, моите совети би биле да пациентите прво, оние кои што боледуваат, меѓутоа и пораката до општата популација би била да се избегнува пушачката навика, пациентите кои што се веќе пушачи, да се обидат да прекинат со пушењето, затоа што за пушењето се знае веќе дека е општо познато дека е еден од најголемите ризик фактори за појава на ова заболување. Меѓутоа, што се однесува до аерозагадувањето, мислам дека е потребна малце поактивна кампања, особено познавајќи ги последните статистики кои што укажуваат дека токму нашата земја, особено Велес како град, спаѓа во еден од најзагадените градови, а државата во најзагадените држави во светот. Така да изложувањето на аерозагадувањето, превенцијата на аерозагадувањето се исто важни компоненти кои што треба да се истакнат при комуникацијата и со пациентите, меѓутоа и при комуникацијата со општата популација. Така. Доктор Нешковски, јас ви благодарам за времето кое што го одвоивте и бевте гостин во Живе и здраво на К1 телевизија. Ви благодарам на поканата. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерашното издание на емисијата Живе и здраво. Се разбира се, гледаме за 7 дена со нова тема.